Драги девици, септември 2025 година е твој месец, време кога твојата енергија е на својот врв. Ова е период кога се што си работела и подготвувала во изминатите месеци, почнува да добива јасна форма. Ке почувствуваш дека универзумот те подсетува на твојата сила, твојата дисциплина, твојата практичност и твојата способност да внесеш ред таму каде што владеел хаос. Ако летото ти изгледало како низок ритам, мешавина од умор и потреба за повлекување, сега влегуваш во фаза на будење. Септември за тебе е како нова страница што се пишува со фокус, трпение и јасни намери. Ова е месец кога ќе ја почувствуваш вредноста на малите чекори и ќе разбереш дека токму тие создаваат големи резултати. Во ова видео ќе зборуваме за љубовта и односите, кариерата и финансиските можности, твоето здравје и благосостојба, најдобрите периоди за успех, предизвиците и инспиративни совети за септември. Но најпрви напомена дека овој хороскоп е наменет за инспирација и забава, земете само што ви резонира и секогаш верувајте најмногу на сопствената интуиција. И доколку си уште не сте се претплатиле, кликнете subscribe или претплатете се на каналот за секој месец да добивате пораки што можеби ќе ви помогнат да го живеете најдоброто од вашиот хороскоп. И да започнеме. Љубов и односи. Љубовта во септември ќе биде поврзана со искреност и потребата за стабилност. Ќе забележиш дека луѓето околу тебе сакаат јасност, исто како и ти. Ако си во врска, овој месец носи моменти кога ќе треба да разговараш отворено со партнерот за вашите идни планови. Можно е да зборувате за заеднички цели, дом, работа или патување што сакате да го реализирате. А твојата практичност ќе биде тоа што ќе ја внесе стабилноста во врската. Но сепак внимавај да не бидеш премногу критична. Понекогаш партнерот не бара совршен совет, туку топлина и разбирање. Септември ќе ви донесе и мали, но значајни моменти на блискост, кои ќе ве потсетат зошто сте заедно. Ако си слободна девица, овој месец ќе забележиш дека љубовта може да дојде од сосема неочекувано место, преку работа, студии или пријателски круг. Ќе привлечеш луѓе што ќе ценат твојата искреност и твојата енергија на доверба. И не е нужно веднаш да започне врска, но ќе се појави личност која ќе ти покаже дека вистинската љубов е поврзана со почит и разбирање, а не само со страст. Односите со семејството и пријателите ќе бидеш таа што ќе внесе организацијата и редот. Можно е да бидеш повикана да помогнеш со совет или практично решение во нечи проблем, а луѓето ќе го ценат твојот баланс помеѓу разумот и срцето. Кариера и финанси. Септември е месец на фокус и резултати. На работа ќе почувствуваш дека твојот труд конечно се забележува. Надредените ќе ја ценат твојата посветеност и можеш да очекуваш и нови задачи што ќе ја зголемат твојата одговорност. А ако работиш на проект што бара деталност и дисциплина, сега е времето кога ќе напредуваш најмногу. Многу девици ќе размислуваат за нови професионални насоки или дополнителна едукација. И тоа ќе биде одличен потек, бидејќи сега енергијата те поддржува да вложуваш во својата иднина. Финансиски септември може да ти донесе стабилност и нови можности за дополнителен приход. Можеби ќе биде преку втор проект, хонорарна работа или нов извор на приход што долго го планираш. Но совет е да внимаваш да не трошиш премногу на ситници. Фокусирај се на долгорочни цели, а не на моментални задоволства. Здравје и благосостојба. Твоето тело ќе бара баланс помеѓу работа и одмор. Можни се моменти на умор поради премногу обврски. И затоа одвој време за сон и релаксација. Овој месец е идеален за воведување нови здрави навики.
повеќе вода, лесна исхрана, редовно движење. И обрати внимание на стресот. Може да се покаже преку дигестивниот систем или кожата. Практикувај кратки моменти на медитација или прошетка во природа. Најдобри периоди во септември. Во овој месец ќе имаш неколку клучни моменти на силна енергија. На почетокот ќе почувствуваш свеж старт, како да добиваш дополнителна мотивација за сите планови. Средината на месецот е особено добра за разговори, нови договори и градење контакти. Ќе бидеш слушната и цената. А кон крајот на месецот, кога сонцето ќе биде во твојот знак, ќе почувствуваш самодоверба и стабилност. Тоа е моментот да донесеш важни одлуки и да поставиш цели за следните месеци. Предизвици што да се внимава. Иако месецот е позитивен, ќе има моменти кога твојата критичност може да стане пречка и кон себе и кон другите. Пази да не се исцрпиш од премногу обврски. Направи го најважното, а останатото остави го за подосна. Во љубовта, внимавај да не бидеш премногу резервирана. Понекогаш топол збор е посилен од 100 совети. Совет и инспирација. Драги девици, септември е месец кога ќе ја почувствувате вашата вистинска сила, дисциплината, јасноста и упорноста. И ова е време да си дозволите да верувате дека сте достојни за успех и љубов. Но запомнете, совршенството не е целта. Вистинската сила е во тоа да направите мал чекор секој ден и да му верувате на патот. Афирмации за девица во септември. Секој ден правам чекори кон моите цели со љубов и јасност. Мојата дисциплина ми носи резултати и успех. Јас сум достојна за љубов и стабилност. Мојот ум е јасен, моето срце е мирно. Верувам дека универзумот ме води кон најдоброто за мене. А како да ја користиш енергијата на месецот? Во првите недели расчисти го просторот околу себе и во себе. Напиши ги старите грижи и остави ги за себе. Во средината на месецот започни нешто ново, дури ако е мал проект или здрава навика. А кон крајот на месецот постави јасни цели за следните 12 месеци и почни да градиш чекор по чекор. И да заклучиме, драги девици, септември ќе ви донесе јасност, стабилност и сила. Ќе имате љубов, можности за професионален раст и моменти на инспирација. Ваша неголема моќ е тоа што знаете како да го претворите малиот чекор во голема победа. Ако ви се допадна видеото, претплатете се на каналот, стиснете лайк. Поздрав и секое добро до наредно слушање.